Бев прилично повлечено дете. Немав некој си големо друштво уште како мал. Денешните деца седат на Facebook и на компјутери по цел ден и немаат некој концепт за тоа што сакаат да го прават, нити имаат идеја како сакаат да играат нешто. Прва девојка. Може би на првата не се среќава, но сегашната е секогаш покрај него да го поддржи. Имаше еден фестивал во Струга, се вика Езерски бисери. На тој фестивал јас добив Гран При. Гран Прито беше бесплатно школување во Москва. А од Москва браво на идол. Последните два не можам да ги одделам заради тоа што се диаметрално различни и двата се еднакво добри. Едниот е еднакво добар во рок шмекерски фазон, а другиот е во онај посериозниот и почувствителен. А како оперскиот рокер гледа на Тоша? Го сметам како човек кој се обиде на овие простори да направи нешто различно на естрадата. Да повлечи нешто многу подлабоко и пофилозофско и избрав по тебе. Заради тоа што сакам сепак, не сакам да ги расплачам луѓето уште еднаш, сакам да биде весело. Ја знаеме дека ќе стане македонски дол. исто. Прв македонски дол. Сакам да ти видам патот кој те води, како суволи се скази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Ушти насмех меѓу пламени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок, можем случајно запамено и филмски, само што газиш мојот поглед,
На публиката и се допадна дефинитивно. Ајде, коментарите, жири. Жири? Жири? Како сте? Нико, пријателе мој, ако нешто ми е драго, тоа е фактот дека од првиот момент кога се појави на Идолот, јас верував во тебе. И што е многу побитно, имаше моменти кога сите вие што се појавувавте пред нас во таа прва фаза на Идолот, тоа друштво беше преполно со измамници, пејачки. Морам да ти признам дека мислевме и тројцата дека си и ти еден од тие, кој ќе не натера да паднеме на газ со својата оперска арија. Но овој оперски пејач што стои сега пред мене бил многу секси. Што би рекле нашите источни соседи, привлекателен си. Русија. Јас ти пожелувам многу среќа и можам да ти кажам дека сум убеден дека ќе одиш понатаму. Браво, Нико! Благодарам. Нико! Игор Џамбазов ти се поклони минатиот пат со причина. Јас ќе кажам дека си большој художник. Спасибо. Навистина си голем уметник. Нико, ќе биде неблагодарно ова што ќе го кажам, за мене ти си еден од топ 3 вокали овдека во нашиот Идол. Значи... Нема да кажам на кое место си, нели? Кај тебе знам дека не може да се погреши, кај тебе знам дека ништо не може да те изненади. И сите твои трансформации, како одеднаш од таа мирност на реката Нил, стануваш еден вулкан на емоции и на експресија на сцената, ти честитам и знам дека ќе стигнеш далеку во овој Идол. Јас само... Немој да ја гледаш така. Како? Чудно те погледнак, опи. Како Срадна ти е, може мајка да ти биде. Љубоморен. Лепота си е лепота. Ама не. Не можам да поверувам. Прво Игор вели дека си секси, а после и се пушташ на девојка му на Игор пред него. Па мислам тоа. И тоа пред мои два пара очи го правиш. Немој. Сега можеш душо моја да кажеш што сакаш. Не знаеш дали плаче, дали се смее, кај неа се испомешани овие чувства. Леле Кју, Јави му се на рус. не сте нормални. Значи, ако по нешто ова шоу ќе биде запаметено, тоа ќе биде по малтретирањето мое во ова шоу од овие двајца. Ама Нико, вака да ти кажам, сега ќе зборувам како Калиопи, не како Опи. Она што вечерва најмногу ме удри е тоа што го разби она што можеби заради тоа некои сметаа дека нема да ти успе тебе да одиш понатаму. Твоето совршенство на сцена денеска беше потполно несовршен. Денеска покажа и на друга твоја страна која те доближи до народот и стана поблизок таму. Јас ќе кажам, Нико, секоја шала овде што случува на страна, но ти си навистина голем вокал и само му се молам на Бога на тие кои што сте стварно големи во ова шоу, бубачките да не ви влезат во глава, оти ако тоа не се случи, ќе бидете навистина големи понатаму. Толку. Живо ме интересира каква е ситуацијата таму. Во несве се гарантира.
Вие го лапчиња уживајте, сега сме во црвена соба. Не може четворица у жири да бидат? Ај може од следниот пат. Вие тука до мене да седи некој. Ивана, ајде повели. Да, тука сме ние во црвената соба, Нико пристигна, доби цвекенца. Да. Како публиката реагираше на твојот настап? Прекрасно, ме наполнија стварно. За сето ова што сум преморен, ме наполнија до даске. Имам за 1 месец унапред можда. Дали си ти задоволен од тоа како се представи на сцената или пак ке биде она повторно? Можеш и подобро. Супер беше. Супер беше и нивната хемија и како се спои со она што сакав да им го дадам. Тоа е тоа. Јас сум премногу збунет. Извинете, и на сцена сигурно изгледав премногу збунет. Не знам. Ке кажат нашите гледачи дали си бил збунет или добро си се представил. Нека гласаат за Нико, оние кои што сака